Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание. На оваа позиција тоа значи дека имаме гостин вечерва, мојот драг пријател Радан. Радан од USA. Дај го Радан у кадар. Радан, добро вечер, добре дојде. Добре ве најдов. И пушти го телефон за него доле. Малце на шега, расположение, мене секогаш ми е драго затоа што знам дека после оваа емисија ја убаво ќе спијам и добро ќе се чувствувам. Знаеш дека има добар как се вика одзив, на площад луѓе што доаѓаат и многу барем гледам да им се допаѓа. САД. По таа реакција. Иначе ова не е Соединените Американски држави, туку Скопско астрономско друштво. А не САД, ние сме САД, тоа е на латиница САД, на чирилица САД. А на латиница кога се пишувало да би било. Кажи ми, од кога функционира Скопско астрономско друштво? 20 години верували. Оваа година ти го направи? Меѓу тие, еден од кој бил, да кажеме, зачетници на Скопско астрономско друштво. Браво, ја ви честитам, секоја ви чест. Вистинско задоволство е човек кога ве следи, дали на Facebook, дали на вашата страна, иде на вашите предавања, а цела година имате активности. Па скоро се трудиме колку што можеме да држиме некој темпо да сите тие интересни работи што се случуваат, поврзани се со астрономија, па и наука генерално, не само за астрономија. Ние поддржуваме други науки, кад год можеме, така да луѓе ако имаат некои други научни дисциплини, а сакаат да држат некои предавања, ние сме отворени за тоа, така да тоа е тоа. Кад год можеме да помогнеме на наука било која, нормално. Фаворизираме малце повише нашата астрономија. Многу го ценам вашиот труд, затоа што од многу аспекти, а еден аспект е имате скоро религиозен фанатизам во она што го правите со толку љубов, со толку верба, со толку посветеност, зборам за Скопско астрономско друштво, зборам за нивните членови. Луѓе мои, треба стварно да имаш некоја таква силна љубов и чувство да го правиш ова што го правиш. Овој господин овде, повеќето од вас може да се сетат ако биле во Скопје на площад, дај го у кадар него, те молам. Поздрав сите. Поздрав до сите. Тој е човекот со телескоп на площад, најчесто ќе го сретнат. Едноставно, од сабајле до вечер, тој живее и работи само за астрономија и тоа го прави. Го ставаш... Кад немаш друга работа, onda може да. Ми исполнувам, ама мора признам дека ми исполнувам. Ми исполнувам. Јас сакам астрономија. Сега нема некој чар од тоа, ама полна душа. Празен джеп, ама душа полна. Апсолутно и заради тоа дополнително го имате респектот. Интересно ми е што изминативе години вие секоја година имате оној почетен курс за астрономија го одржувате секоја година. На пролет, да. На пролет. И фасцинантно ми е, јас стално те прашувам секоја емисија и пак ќе те прашам и ќе те прашувам, како успевате? Што е тоа што се случува во таа еволуција, бидејќи пази, ние живееме во еден период каде што почнуваат луѓе теории на заговор во такви небулози да дегутантно е веќе и да ги збориме. Жално е кога ќе видам рецимо на площадот. Никогаш немало такво нешто. Ми се фали дека има не диплома од еден факултет, него два и ми тврди дека живее на плоча со стаклена купола над него. Мислим, уште поинтересно ми беше кога беше ставено, Сатурн беше во твојот кадар и дојде еден човек, го гледа Сатурн и месечините, фантастичен, имаш телескоп свој личен и така натаму, се гледа и може да оставите некоја паричка како донација за одржување на инструментот, тоа Радан го прави. И еден гледа и се врка и иде напред. И ти го прашуваш, што бареш? Он мисли дека слика си стел, дека лага е за тоа. За Сатурн 50% луѓе мислат дека е фейк, дека е лажно. Никош на площад не сум прикажал ништо лажно. Мислим, баш би се рекол на this is against my religion. Не да. Иако ми сугерирале многу такви пријатели, као стави крст, стави сијалица на Скопска Црна Гора и така натаму. Тоа не е астрономија. Стави сјалица и усмери таму нова. Не. Тоа не е астрономија, тоа е така. Тоа што си гледа во мојот телескоп си гледа вистински. За жал има понекогаш и ситуации кога ни доаѓаат облаци, па некогаш пример дојде два брата, па еден види, друг не види, затоа што му влегол облак, па мора или да чека, или па нема да дочека. Се случува. Сега душа не е толку често,
затоа што пратам прогноза, па гледам да не идам многу кога гледам дека е лоша прогноза, ама некој ќе ме погоди, Поентата ми беше на разговорот дека се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат на вашите предавања. Дали, бидејќи таму не се добива диплома, таму не е нешто што им ќе ти го збогати CV-то за работа. За курс се добива диплома ако положиш испит. За курс да. Знам, ама за предавање обично нормално не добивам, не давам диплома, ама поентата ми, зошто толку се повеќе интерес има кај луѓето? Па прво затоа што ние гледаме да работиме оние теми што се актуелни за предавање кажувам. Значи пошто ние имаме два типа на предавање. Курс е напролет и значи сега планираме 27 март да почнеме и ќе трае неде до крај на април, почеток на мај. И тоа е курс, значи он се плаќа однапред, кошта 1500 денари за сите тие предавања, тука е урачунато и одење во планетариум, па е урачунато е и одење на терен со телескопи, каде ќе видат најголем телескоп во Македонија, да гледат најголем телескоп во Македонија. Ќе гледате не само најголем, но и најдобрите исто телескопи, мислим, пошто секој телескоп има за што е наменет, како што пример трактор е наменет за oraње, а Ферари е за брзо возење. И сега двата имат 4 точка, ама како се вика, различна намена се. Така и телескоп. Еден е тим пример, тој е најголем телескоп, он е за така наречени објектите од длабоко небо, што може да видат многу подобро галаксиите, отворени, затворени јата и така натаму. Додека како мислим дека таму баш некаде средина на април ќе имаме Јупитер, пример, многу е подобро кога што еден друг телескоп кој е наменет повише за планетарни наблюдувања и така натаму. Така да имаме на цела палета на телескопи кои се изворени, меѓутоа ни фали еден баш прав телескоп кој мислим дека Македонија, не ние, не зборам за нашето друштво, се надам дека би го користел, меѓутоа мислим дека Македонија заслужува таков телескоп, затоа што сега ќе ви кажем еден податок, рецимо само Македонија, а не знам, може и Албанија, пошто стварно не знам во таа земја што се случува. Само Македонија и Албанија немат телескоп во сите земји во Европа кои не можат да видат Плутон. Значи ние од Македонија кој да посака да види Плутон не може да го види. Тоа е за мене цивилизацијски заостаток. Се ќе каже некој, па да, не е нешто нарочито, ама кој ќе ви имате таков телескоп, ќе видите многу други нешта. Ќе видите Марс многу подобро, ќе видите Сатурн што се го видело, што ќе го видите вау подобро. Значи сето тоа е едноставно цивилизацијски искорак. За жал тој кошта некако 7.000-8.000 евра, така да мислам дека ќе собереме пари, ама се да работиме на тоа да собереме некои донација, се надевам дека и тоа ќе ни успее. Па овој пат повикувам сите што се заинтересирани да ни помогнат, Со години доаѓаш кај мене, разговараме во намера да ја популаризираме науката, затоа што човек колку повеќе е учен, толку помалку е подложен на манипулации, да ја иначе шибици сите ќе не лажат. Но неверојатно ми е, 10 години бевме под една власт која толку многу даваше акцент на Македонија, античка, Кокино, истражување и така натаму, колку сме значени. Моите колеги исто така истражуваат дека на овие поднебја, ако нешто се развивала и наука, и фолклор, и што ти ја знам. Па добро бе, викам, мене тогаш ми е несватливо. Збориме за обсерватории, збориме за, не знам, транскрипции се опишуваат на небески тела на земја, не знам колку е вистина. Но мене друго ми е поентата. Како не успеавме ние ако сме на вистина таква земја? Го имаме тоа Кокино и го рекламираме секаде. Ние немаме еден телескоп, па барем да кажеме, еве како им изгледало на нашите антички предци, што гледале и како гледа. Тоа би било и туристичка атракција. Сум лобирал, Радан, на повеќе места, у министерства, кај премиери, кај председатели. Верувајте, како да имаат моркови во уши. Тоа е неверојатно. Затоа што не се таа бранша и веројатно пазите, астрономија не е нигде во светот добро, освен во тие многу поразвиени земји, ама барем во овие околни кои што знам, не е нешто која се гура никако во фронт. Дури не, може и не треба. Има многу побитни работи од тоа, него да луѓе знаат небески движења и така натаму. Меѓутоа мислам дека една цивилизацијска тековина исто така како што имаме аутопатиште, како што е цивилизацијска тековина да имаме аеродром.
Ние, например, ја мислам дека можда не е прашање дали треба да имаме аеродром во Охрид или не треба да имаме на 150 км воздушна линија. Меѓутоа, цивилизацијска текна таму кај што имаш туристичко место, да имаш луѓе кај да ти слетат и да ти бидат. Тоа е цивилизацијска текна, затоа го имаме такво нешто. Така исто како што можда метеоролошка станица. Па сигурно сум дека метеоролошка станица, што ја знам, у Белград или Нови Сад може да заврши некои работи како и за тука. Меѓутоа, некои работи треба можеш да ги имаш локално. Да, локално од цивилизацијска потреба. Ако значи, ние не збориме сега да имаме Аресибо да градиме овде. Да, значи, ние збориме за некоја баш така почетничка. Значи нас ни треба нешто од кај до, значи ја не се заложено тука се ајмо сега 20-30 милиона евра, па ќе правиме сега што ја знам како се вика телескопи, како што се ми се чини да побараш 20-30 милиони евра полесно ќе дојдеш него ли да побараш 2-3 илјади евра. Не знам. Не знам. Меѓутоа мислам дека ви кажав, значи ево пример за Кокино. Можевте во пример да. Значи тие телескопи нема да им дочерат на луѓето како гледале нашиве предци, тоест предци кои диши, да. Него може, например, луѓе што ќе дојдат таму навечер или било кога да видат, да им се даде опција сега, окей, сега ќе видите како гледале таму на самото Кокино, таму мал се понастрана, да се тргне да се направат неколку, мислим, тоа би било неколку куполи каде би се ставиле телескопи и неколку да дојдат луѓе сега ќе сега може да видите рецимо Сатурн, може да видите оваа звезда на јато која е далеко толку илјади години. Може да видите таа галаксија рецимо која е 200 или 300 милиони години. Или може да видите квазар кој е далек. Јас сум видел со нашиот телескоп сум видел галаксија која неде околу милијарда и по 2 милијарди години. Значи во мој око влегла светлина која е преку 2 милијарди години. Пазите, 2 милијарди години тоа е половина на земјина вода. Речка, знаеш дека космологија ми е слабост. Ти имаш видено галаксија 1400 милијарди години фотон. Тој е квазар, Тоа е центар, добро, тоа е галаксија, уствари која е активна како. Да, значи во мој око влегле фотонов. Фотонов негде милијарда и пол или 2 милијарди, се ташно не можам да. Имаш видено со свое око. Да, ама пази многу слабо, тој како јасно ми е слаба звездичка, ама се види, се гледа. Тој дури, ајде, е чалендж објект, значи може мал се да биде изазован. Јас може да се пофалам дека сум еден од така подобри тие стархопери кои што може да бара по небо и така натаму и можам да го најдам. А како бараш? Бараш тоа го знаеш, бидејќи сега на таблети звездани карти. Бидејќи сега има овие активни на iPad на пример многу е добро жироскопот ти го става и како вртиш он ти ја го покажува кој. Тоа телескоп што ќе го купиме, здравје Боже, новиот ако соберем пари нормално, како што кажа со нас, тој има веќе натрес, има робот, буквално. И прво, кој ќе го поставите, следи калибрација, му кажуваш сега оваа звезда, сега си на оваа звезда и он све знае. Со тие две звезди он знае цело небо кај му. И само му каже, ај сега оди таму, ај сега оди таму, ај сега. Само упишуваш објекти, дали под M ознака, тие се Messier објекти, дали под NGC, New General Catalog, IC, Index Catalog и така натаму. Само му пишуваш тоа што треба и тие неколку бројки слова и он си иде таму. NGC, New General Catalog. Да. Секој се прашува што значи NGC објеката за галаксија. Messier. Messier. Колкава е таа инвестиција за ваков телескоп и каде би бил поставен тој ако ви тој е баш мобилен телескоп и тоа е баш предноста негова што е мобилен. И многу е лесно така за транспорт е многу лесно за пакување. Затоа што може да го ставите во гепек, ја мислим дури на обшто. Може ли да го илустрирам? Можеш ли да ми посочиш? Можеш, могам треба да идеме на интернет. Па, ајде пиши горе телескоп сервис ако можеш, па ќе видиш, ти кажам како иде. Како да напишам? Телескоп сервис. Да не го знаеш моделот конкретно. Знам Skywatcher. Ама Skywatcher 20 инчи пише 20 инчи е ознаката на големината на огледалото, претпоставувам, така? Пише дека телескоп. Еве да го видиме. Отприлика. Отприлика нешто вака. Вака. Тоа. Као ова. Ете го тоа, отприлика тоа нешто така. Добро. Отприлика еден ваков телескоп. Гледате, он се целиот е во шипки празане. Сега му бара малце време да се постави, да се растури, тоа му е, ајде да кажеме, некоја мана, ама не е тоа никако проблем, да изгубите 15 минути да наместите телескоп. Апсолутно.
Ali zato ima ono što je najpotrebno, to je to ogledalo što sam gleda tu kako krug. To je sve što je во телескоп е тоа. Тоа е главно. Суштината е огледалото каде што, големината е многу добра и изработка е многу добра, така да би можеле со него да гледаме и како многу добро се вика. Благодарам режија, вратете го кадарот, ја ќе барам други содржини во меѓувреме. Значи вие би го користиле ова во на некој начин. За се и за предавање би можеле. Ви кажав за цело, мене ми сега ќе ви кажам зашто би сакал да го имам пред негде најкасно до почеток на јули, затоа што на 27 јули, ако не гледат наши гледачи да си го шкртнат датата во календарија, конечно после 7 години имаме целосно затемнување на месечина кај нас, целосно, значи ќе видите крвава месечина како беше нели пред месец дена, тоест пред 20 дена. Значи на 27 јули и во истиот ден е Марс најблиско до Земја. Така да ќе ни бидат, да кажеме, отприлика е тоа. Значи, тоталната лунарна еклипса се очекува на 27 јули, да. Јули, добро. Тоа вака ќе изгледа на небото. Баш така. Вака, во да кажеме на некој град, вака би нешто требало да изгледа. Така. Добро, нормално, ова е мултиекспозиција каде што неколку фази на месечина. Во неколку фази како отприлика ќе може да се види. Важно ќе гледате тие промени на месечина кои се случуваат, за разлика од мене кои гледате рецимо денеска, па утре, па све ми се зголемува, па ќе дојде полна, па секој ден се намалува и тоа е нели циклусот тие 29 дена. Добро, ќе збориме ние за денеска вечер во емисијата ќе збориме и за нели календарот астрономски, календар што ќе бидат атракциите, што ќе биде актуелно ова е број 1. И Марс ќе биде најблиску после 15 години. После 15 години. После 15 години. Ако се сеќавате 2003 година, 28 август беше, како се вика, таа големата опозиција, тоа сега се беше многу извикана затоа што не знам 50-60 години Марс не бил толку блиску. Да кажеме, ако тогаш било 55 милиона километра далеко од нас, сега ќе биде 56. Ништо трагично, тие милион километра ништо не значат на таа далечина. Така да ќе имаме речиси иста големина на Марс. И ќе можеме да гледаме Марс со некои си 23 аглови секунди, што е за Марс добро. И ова е друго нешто. Ова е, овде гледате со плав круг е земјина орбита, со жолтиот круг е Марсова орбита, а со црвен круг е орбитата на автомобилот на Илон Маск. Океј, ајде да почнеме на некој начин. Атракцијата и фокусот на вниманието на јавноста, што убаво го направи. Тоа е еден предприемач кој, има пари, му си го остварува сонот, лансираше ракета во Вселената, сака да стигне во Марс. Добро или лошо, се едно, но има тука про и контра. Не е се добро, ама не е се ни лошо. Ја мислам дека повеќе е добро отколку лошо. Апсолутно, јас се согласувам. Како и во сите работи. И сега, прво да го објасниме ова. Ова е Live Fit, режија мојот компјутер. Ова е Live Fit, значи во живо, откако се заврши лансирањето, ракетата е во орбита околу Земјата, а на врвот на таа ракета, на тој постамент, постамент е ставен родстерот. Со 3 камери. Со 3 камери и ние постојано можеме да го следиме, веќе со денови следиме што се случува, бојата не е љубава. Не, ова више не е, значи не е више во живо. Ова е било. Ова е во живо? Не, више далеко е више. Овде стои дека е тоа е сам тоа така стои, ама не е, сега више оно отиден. Значи ова било 4 сата само. 4 сата додека кружело околу Земја. Сега веќе на патот на кај Марс, се боле речено, во правецот на Марс, како што тамо гледате. Но на претходното, гледаш тука, на тоа доле. Гледај дативе ако имаш. Еве гледаш горе. Мало врати мало. Кој сме денеска 20 февруари? Ако може кочи на 20 февруари. Добро, нема везе. Ама гледате, мал се оддалечуваме. Значи, тие што ги гледате, вие што пишува лайв, тоа е ствари го задржал YouTube, ја стварно не знам зашто тоа. Можеле да го избришат тоа. Ама вали има. Значи, тоа било само 4. Дека и тоа ме беше малце ме бунеше, мислев дека ротираат, се уште не е така. 4 сата само 4. Само 4 сата после лансирањето. 4 после лансирањето од Земја, само 4 сата мислам дека. До 4 нашето време, ајде кажеме 4 до 5 сати, не повише. 4 до 5 сати. Добро. Не знам точно, ама знам дека негде околу 4 на Сабајле по наше време
упалија моторите и бе отиде. И onda се прекина преносот и конечно Илон Маск утредента стави последната слика од таа фронт камера каде што се гледаше земјата многу помала. Може ако имате таму Се обидам да го најдам датумот, ова е многу тенко, бидејќи па добро, не е проблем, ама пак може тешко може да видите затоа што 15 февруари. Да, 15 февруари се уште тука близко. Ама пазите, орбита ви може да рече, гледате, ама ќе се оддалечува. Негде јули месец треба да дојде кај што е Марсова орбита. Ама ово е претходно, значи ово е првата варијанта на летот. Значи сега е поместена во орбита, иде далеку после Марс. Значи иде до остариден појас. Значи уште повише бега. Значи беше планот ваков, меѓутоа сега му дадем, уште сака да потроши колку што може гориво и го бутал малце повише. На некој начин он врши и тестирање на своите тестирање на се. Мада пазите, да, баш на Зошто го направи се во ова? Што е ендгейм во цела оваа работа? Пазите, значи кога ќе лансирате, ова што гледавме Falcon Heavy, тоа беше тест проба. Значи тест лет. Пробни лет на нешто што никош претходно не летало. Значи 3 ракети споени во едно и да лета нагоре. Проблемот е што самиот Елон Маск викаше дека околу 50% шанси имаше да не експлодира на самиот дека на место кај што кој е луд пред да полета сакаш да ми кажеш? Да, и он нудел на ова е лансирањето. Да, он има нудено на луѓе кој сака да стави било што горе, ама кој би пример ставил на пример prosječan satelit košta околу 100 милиони долари. Prosječan satelit. Imate од милијарду, имате од 50 милиона. Prosječan satelit кој би ставил на 100 милиони долари на нешто што може да експлодира уште на земја. Но тоа е чист маркетиншки потек негов. Па да, мислим, он е Стави родсте, кој го продава. Елон Маск е мајстор за маркетинг, тоа не може да се оспори. Меѓутоа, опцијата му беше може да стави бетонски блок. Така, но стави родсте. Тоа го правиле порано, сите кога праќале тест, затоа што ај сега да кажеме на врвот од ракета се наоѓа така речен корисен терет. Корисен терет или payload го викат на англиски. Така. Кога пример сателитиве се payload. Ако се сонда со луѓе, тоа е payload. Значи корисен терет. И сега он треба нешто корисно да изфрли во вселена. Ама он знае дека ово чудо може да експлодира уште на старт, може да експлодира додека лета. И сега се вика, чекај, кој ќе дали би вие, сега, ти имаш кола, можда... Не, се јасно ти имаш кола, пример што возиш 2000 евра. Пример некој да ти каже... Да не се троши на ова е јасно. Он си направи прво за Тесла добра реклама. Реклама, пошто е газда на Тесла. Ама ја мислим дека направи нешто друго, барем мене што ми се свиѓаше, тоа е што ни покажа една сосема друга визија на нашата сопствена планета. И што ни покажа дека не е се тоа што мислиме дека е нормално, мора да биде нормално, дека може да биде малце поинаку и пак да биде убаво и пак да биде нормално. Ај образложи. Ева вака. Не знам да јас стварно сум еден од тие фанатици кои рече си го гледаше тоа 4 сати, гледав како ротира целиот Стармен и така натаму. Ако го погледате малце ќе видите какви све оција имаше на самиот автомобил од планетата Земја. Добро. Па онда како се повлекуваше земјата и како се приближуваше. Заради тоа што ротација. Заради тоа што он не ротира по кружница околу, него ротира по јако изложена елипса. Тоа се вика периги и апоги. Он кога е најблиско до земја бил негде 170-180 километри од земја, од површината на земја, кажувам. Не е во совршен круг, туку е елипса. Елипсито, јако изложен. А најдалеко е 7000 километри, 6 и нешто. Така. Скоро 7000 километри. И при тоа нормално, кога си 100 километра, 200 километра да кажеме, земја ви е скоро цел кадар. Кога се 7000 километра, земјата ви е веќе каде топка веќе испред вас. Добро. Така тоа е нешто Captain Obvious е муабетов. Зошто го поентираш? Па затоа што пример рецимо имаше забелешки за тоа као ајде сега да не кажам од некои си така чудни луѓе кои као гледате како земјата ви едностоп иста, усади не е иста, дека се многу убаво гледаше дека не е иста. И самиот Илон Маск дека толку изгледаше чудно што им мислат дека е фейк. Те молам, не ги збори више теоретичарите на заговор со нивните теории. Секој си има право на мислење, они може си мислат им дека на грб на желка сме, тоа е нивно право. Ние збориме за она што го гледавме
Да, тоа е ти едно сам право, ама рече, наша обврска е да ги научиме дека не е. сакаш да направиме, јас те канам тебе и твоите debugging Flat Earth Society. Не, пазите, ама не. Ама не сакаш ни сам, си ми рекол дека не сакаш да се занимаваш. Затоа што мислам дека тоа е исто како да покушавам верник да го покажам дека Бог не постои. Иако има милион докази дека не е така. Ама окей. Нема има и милион дека не е така. Нема. Има. Па не може не. Знаете што? Немој. Парадокс. Ама слушај, овдека се идеме у интимни работи. Јас сум верник човек и Нема, и знам и многу, јас имам многу пријатели што се верници, ама така што непродуктивен ќе биде разговорот. Не барат доказ. Во тоа е поентата. Не ја познаваш православно. Ова е, ево за мене. Ова е, например, над океанот се гледа. Над океанот, сликата. И поготово од седиште што е камерата, кај што се прикажа на контролната табла на човената надпис Дом Пеник, еве, тоа беше за барем за оној тип на луѓе кои што сме ние, кои што читале оваа книга од Даглас Адамс. Автостоперски водич низ галаксија. Да. Арно не стави thanks for all the fish and goodbye. Тоа ќе беше Па пострашно. многу, да, не, ова е на почеток на книга и кажува многу за книгата, да. Една од карактеристиките на ова лансирање беше и да се тестира payloadот per килограм прайс. Да. Дали е точно дека ова е досега најниската цена на бидејќи килограм да го искачиш до сега, не знам, 69-та бил $1.000.000. Карикирам. Сега е паднат на некоја цена. Тоа е многу важно во трката за освојување на Вселената и други небески тела. Тоа е еден од најбитните фактори, да се спушти цената на искачување во орбитата. Да, и да се промени, пазите, ние од 60, значи од ајде кажеме од 60 година кога почна 57 нели почна официјална вселенска ера, ама со Спутник, да кажеме со Спутник па до денеска ракетна технологија не е нешто многу изменета. Тоа е тоа. Имаш пропелент, те фрла горе. Меѓутоа акција-реакција, законот на Ньютон. Илон Маск прв што успеа да направи до сега барем, успеа замислите да имате авион, идете од Скопје, што ја замесува за Минхен и го фрлате авион. Да. Не ви треба авион. Па он сега кажува не може така. А ракетите баш тоа го правеа, рече си 90 кусур % се фрлаше во океан само заради тоа. Сега пример со обичен овај Falcon Heavy, со обичен Falcon 9 што беше, негде околу 65% беше искористивост, сега со Falcon Heavy ќе биде 90% поевтинување на трошковите. Така да вас како на стопанственик рецимо кој се бави со телекомуникации, сака да плати сателитот $100 милиона и идете кај нас и нас ви вика окей, дај ни $500 милиона и ќе ти лансираме тоа горе, доаѓаш кај Илон Маск и он ти каже дај ми $150-200 милиони и он ќе ти лансира и исто така. Кај ќе одите? Сега тоа е добро за нас како корисници, затоа што веројатно би требало делот тој профит да се намали цена на некои услуги, или можда ќе имаме подобри сателити за прогноза на времето, па ќе имаме што ја знам, каде што некои си големи временски непогоди нема да не... Сето тоа може да само да доведе кон добро. Има тука, сигурен сум, дека Илон Маск не е само чист алтруизам кон ова, дека тука се работи за капитал. Сигурно не вложува милиони за да ги поправи. И ова е добро во еден даден момент кога е НАСА со многу лоши резултати, многу лошо стои. Па НАСА не толку колку Роскосмос, да ви кажам. НАСА чак и добро. НАСА пак има резултати, ако ништо има планетарни мисии, има 2 активни сонди на Марс, има како се вика сонда која веќе патува, која го замина Плутон, ама се уште активна и значи на 1 јануари до година 2019 проаѓа поред еден уште поинтересен објект. Ќе збориме за тоа или се конкретно? Да, ама ви кажат значи НАСА е се уште активна. Не, Роскосмос е во длабо какви се. Кој? Роскосмос, руски вселенски програм. Они моментално Русија нема ни една интерпланетарна мисија, ни една. Они се бават само едино што може да работат сега ефикасно, тоа е да што префрлуваат такси служба од земја до меѓународна вселенска станица. И ништо повеќе. И нормално. Да кажеш дека кога има конкуренција тогаш е по он тоа го баш кажува, луѓе, еве стигнете ме. Дај направите нешто подобро од мене. Дури патенти ви ги има дадени.
например, Отворено, да. некои од другиве големи милиардери да бидат инспирирани сега како предприемачи, да најдат некоја математика во целава работа. Сега, знаеме ние за многу милиардери, така. Virgin, дали тоа би бил, не знам, знаеме некој ние друг. за многу милиардери така. и многу побогати од него. Не знам, Facebook. Не, има и Цукерберг и овие другиве. Има се меѓу нив исто и Цукерберг е филантроп, дали се лажам? Да, еве го ова, многу е битно што го кажа. Ракетите се вратија назад, се паркира. Погледнете ова, одеднапад ќе се затемни. Погледнете сега. Знам, промашување ова. Само добро, окей, фейлот ми е јасен. Гледате, у еден кадар ја снема. Значи тоа е баш моментот кога чадот од експлозијата. Да, но ова ми е ова е клучниот момент што до сега ракетите паѓаа во море, беа за една употреба, а неговите просто како SGI ефекти од некој филм во еден балет и многу синхронизирано. Значи тоа што го направи е фантастично и да ви кажам како изгледа овдека веќе стојните трапови, ова просто ја не ми се веруваше. Малку да кажеме за можда пола секунда највише слета во другиот, али навистина беше фасцинантно, до сега не сме го од самото одвојување требаше да пратите, да видите, значи они беа рендом испалени, рендом само оддалечени од централно јадро, си фатија положбата, двата се синхронизира, а онака како балетанчиња онака цап, се наместија и двата. И онда двата снимка можеше да гледате како буквално како балетани. И 20 расширија нели овие раце за кочење и така натаму. Така да, не знам, за мене беше целиот настан беше исклучително голем настан. Така да и ние го направивме, да ви кажем, многу беше интересно. Во Кафис Ли го наблюдувавме, повикавме луѓе, имавме исклучително добар одзив. Благодарам на сите што дојдоа. Направија стварно да биде исклучително добар настан. Така и треба. Така и треба. Знаете што, наша ера заслужува, значи, ајде да кажеме, јас памтам спуштањето на човек на Јако, тогаш имав 5 години, ама стварно го памтам. Кој годиште си? 64-то. Јас сум 62, јас го памтам, татко ми ме разбуди и се сеќавам на црно-бел телевизор у 2,5 са бајле и вечно ќе му палам свеќа, Бог да го прости, што ме разбуди, го осетил и он. У Сабајлешко по наше време беше. Цела планета стана пред телевизор и го гледаше тоа во живо. Беше фасцинантно. Па да кажеме, ова беше интерпланета, само што никој не морал да станува, дури сте можело од телефон да го гледате. Значи, ако сте биле, еве, на стража негде како војник, кога имате што ја знам, сте можело да го гледате. Технологијата денеска ни го овозможува. Добро, предприемаштвото, идејата, ја она што го следам е дека иницијативата, дека само државните селенски агенции очигледно веќе не можат да ја држат онаа висока тензија. Вмешувањето на Елон Маск и евентуалното профитирање на него, мислам, човеков е гениалец. Пламени бацач продаваше информација. Тоа беше малце, не знам ја што му требаше, мајде, окей. Знаеш што, не можеш да знаеш додека немаш 40 милиарди долари у џеп. На американците им даваш отворен пламен рака, него со оружје, малце чудни сега и со ова може ќе почне да се палат. А ние сме многу фини, па балканци. Па не, ама гледаш, немаме, барем уште не покушнеме да пукаме по школи, ваljda нема да ме слушате. Да, ма затоа се колјаме меѓу себе. Добро, не викам дека сме ние цвечка, ама далеко од тоа. Против сум оружје дефинитивно. Сакам ова дека ако други предприемачи најдат некаква математика, да најдат макар од маркетиншки, бидејќи ако се сеќаш пред неколку години Red Bull направи многу добар кик со скокот од стратосфера на нивниот нели тој тоа беше најгледано видео на YouTube у лајстрим. Ова е Falcon Heavy втора погледаност. Ова е втора погледаност. Значи, ова пак ги раздвижува работите во една да предизвика. Луѓе има кои мислам дека не би прашале само да отидат у орбита да почувствуваат бестежинска состојба. Стивен Хокинг сака неќе да испушти душа додека не се они го ставија во оној авионот за да почувствува малце светото. Тоа не е скапо, не околу $5,000. Сакам да кажам, скапо не е скапо за луѓето се во Америка. Како наука нема оправдание. Треба да се вложува, не е важно дали ќе се врата. Но оно што ми е интересно мене, кон што се стремиме. Приватникот ќе се стреми
да направи некаков маркетинг, да отиде во орбита, некаков туризам вселенски и така натаму и така натаму. Ние бевме на месечината. Теоретичарите на заговорот најчесто многу име јак мотивот што зашто не се враќаме, нели? Као сите тие работи. Зошто толку дадовме сега акцент на Марс, имаме таму сонди, имаме се, зошто не се направи, дали нема потреба или е прескапо, нели е поевтино сега од 69-та повторно да се вратиме на месечината и да направиме... Ама се уште не е ефтино, е поевтино, ама се уште не е ефтино. И неисплатливо е сметаш? Не само тоа, затоа што малце, не само што сме технолошки напредували, малце сме морално напреднати. Колку години некој да не кажува дека ема сме. Значи, 60-тите години кога беше трка помеѓу Советски сојуз и Америка, релативно било прифатливо да погинат неколку астронаути горе. И тоа би било окей. Прокинале сега, дале живот за Америка и бла бла бла. Меѓутоа, денеска тешко би се тоа могло да се продаде, поготово не од нас. Никој не би влегол во мисија, дури во НАСА, за која би се можело било 50% ќе преживееш. А 50% било шанса дека ќе се вратат од месечина. Не повише. Толку било. Значи, луѓе и Нил Армстронг и Баз Олдрин што биле на месечина, знаеле, старт биле, нели, имали цианидни пилули кај нив, што така. Сега да се случи некоја катастрофа како што се случи Челенџер, ќе значи назадување на програмата страшно во било кој поглед за човечки мисии. Бидејќи инсистираме исклучиво да идат на сонди. А ако не е само американците, еве индиците, јапонците, кинезите, сите идат на сонди. Ние имаме преку 50-60 години од вселенска ера. Ние немаме загинат во вселената, ние имаме на земја загинат. Да, на земја за проби и тестови. На полетување и на слетување имаме. Значи, прв бил Владимир Комаров што загинал Русинот. Имавме многу убава улица сега, не крстија 23 ноември, не знам зошто. 23 октомври, пардон. Владимир Комаров тука во аеродром, која тој беше прв починат космонаут, советски или руски, како сакате. После тоа гинеа и американци во, како се вика, и руси гинеа исто. За кинезиве не се знае, пошто не се баш толку отворени, ама вика дека гинале. И Јури Гагарин погина во авионска несреќа, не во Јури Гагарин, да. Јури Гагарин погина во авионска несреќа, да. Ова е Владимир Комаров. Да, прв загинат космонаут, да. Ама он бил на слетување, само имал декомпресија некаква во унутраце и... Значи, она што е следново се добрите резултати кои ги добивме од тие No Man Mission или сондите. Да, ама не може сонда да направи. Знаете што имаше еден многу добро песте. Еден човек, еден ден да е на Марс. Разбирам, Радан, малци си ми конфузен, не можам да те следам. Од една страна го затеруваме муабетот дека јас ти кажувам дека недостасува човечки мисии, ти ми ги оправдуваш дека не може да има. Друга страна ти викам, добро, тогаш идеме кон... Идеме, мора да одиме, тука нема збор, мора да одиме. Прашање е само во каква форма и ама дека ќе одиме, тоа нема збор. Ако не го направиме тоа сами себе сме... Марс ли е, зошто е приоритетот Марс? Затоа што бевме на месечината веќе? Затоа што прво што е блиско, затоа што има многу сличности со Земја, можеме да го компарираме за некои работи со Земја. Пример, ден му е скоро исто како на ова, нема атмосфера, мислим, далеко тоа дека е гостољубиво место. Има Марс многу начини да не убие, ама мислим дека бар за почеток со некои си така вселенски станици кои би сами биле на површина на Марс инсталирани или на почва или под почва, има сега открија некои си како каде што биле вулкански, каде што течела лава под земја, како тунели има. Таму може да бутнете слободно луѓе без да имате опасност од зрачење. Гледав една француска серија, многу добро прикажано со тоа, но клучниот проблем е вода. За човечка мисија е потребно вода која би била Има вода, веќе знаеме. Све можеме да одмкнеме, ама вода е најголем проблем. Да, вода е најголем проблем затоа што тоа е за одржување на самите луѓе, нели што е потребно, така и него не да се прави ракетно гориво. Апсолутно. Водород и кислород, тоа е она што леташе, нели. Марс мисијата на Марс тоа ќе биде one way ticket. Тоа се знае, а веќе активностите околу
Па не знам баш, можда ќе биде, ама може и не. Можда не за сите. Важно ќе има можност да се враќа, како се вика, леталото натаму на. Сега, не сум баш за тоа, мада има луѓе, има не такво што би. Доврши ја мислата пред да идеш на другата? Да, што би отишли на Марс на со една насочна карта. Мислим дека пасте, има луѓе кои едноставно си ја гледат животот многу и тие работи за човештвото што се прави дека се многу поголеми од самиот нивен живот. И сме имале такви луѓе низ историја кои што жртвувале свој живот за да направат нешто за добробит на човештвото. Не секогаш само за човештвото, правили за себе, ама како да ги тргале работава напред. Затоа сме тука кај што сме. Затоа живееме во оваква околина полни со наука и така натаму. Мислим дека ќе има луѓе кои ќе отидат и во една насочна и едноставно ќе подготват терен за следниве генерации што ќе доаѓат за да не биде полесно. И не дека ние не сме имале во историја така, и сме и два континента сме населиле така. Се калкулира со неколку... И Америка и Австралија така населена. Се калкулира со неколку, па секако и оваа сонда што е испратена сега, која ќе се сретне до јули месец, ќе помине во близина на Елон Маск, што ја испрати, и тоа е на некој начин... Нема да помине близу Марс. Па ќе биде далеко, не да. У смисла на слетување. Важно ќе се прекрстат траекториите. Да, траекторија само ќе се преведе. Нели, како што покажува дека траекториите, значи патот едноставно да се измине, да се видат како логистиката ќе функционира во целава работа, бидејќи ако тоа го направи Елон Маск или приватник, тоа треба да биде лайв шоу 24 сата, тоа не е НАСА. Само не со оваа ракета, он иде со друга ракета ќе иде. Со друга ракета. Со BFR се вика, Big Falcon ракета. Дали тоа ќе биде, дали сметаш дека тоа ќе биде негов проект или ќе биде joint venture на човештвото со повеќе компании, меѓу кои ќе биде вклучено и НАСА, или сега се трка кој прв ќе го направи тоа? Па ја мислам дека ќе биде пред негов. Затоа што не гледам кој друг би... Добре, ја мислам дека се добре дојдени сите, ама човек си тера свој сон, има свој тим, работи онака како што мисли дека треба и до сега му добро иде, да ви кажам. Бар ја мислам дека му добро иде. Значи, твојата предпоставка е дека Елон Маск ќе биде првиот човек што ќе успее да однесе луѓе на Марс. Да, и тие ќе потпишат дека може многу лесно да може да нема да стигнат живи до Марс. И тоа е опција за сега. Кажи ми, што се прогнозите, бидејќи ја следите оваа проблематика вие како Скопско астрономско друштво, се калкулира, ние како новинари ни паѓаат доста разни датуми, дедлайни, кога, како и така натаму ќе се случи тоа. Што е отприлика вака едно реално согледување? Кога ќе следат? Па пред 2 години излезе Елон Маск, рече 2027, за да прошла година излезе да каже 2025. Ја лично не верувам, мора да признам дека тоа е предобро сценарио. Тоа е премногу оптимистичко. Премногу оптимистичко, дека онда, значи тоа е за... Што е проблемот? Колку, значи за непуни 7 години од сега. Што е проблемот? Па мислим дека е проблемот во технологија, не може мислим дека толку брзо да развиете таа технологија за да може безбедно да ги спушти луѓе на Марс, тоа е проблем. Сондиве што се спуштаат до сега прилично агресивно се спуштаа во едни балони, па се тркала. Ти да спуштиш робот кој скока и така натаму, да спуштиш луѓе. Проблемот е во технологија која може да се контролира. Не само тоа, проблемот е технологија да одведе ти човек на Марс, значи треба да го заштитиш од зрачење. Значи он ќе има патува таму 6-7 месеци со интензивно зрачење од сонце, од космичко зрачење што доаѓа, што е уште полошо од таму. Така да мора да се сето тоа да се балансира. Самиот пат е долго ризичен. Кој ќе дојдеш таму, па тогаш па имам други работи кои треба да се. Нели треба пред да дојдат луѓето, според оние што ги гледав, дека ќе има претходно кои ќе спуштаат логистика, роботи, сонди, храна, не знам, соларни панели и така натаму, па кога ќе дојдат луѓето, сето тоа да го користат за свое преживување. Да, така ќе биде, ама ќе биде буквално една купола, ќе се отвори, па тука ќе живеат, па ќе чекат, после ќе отварат други, така натаму, ама тоа ќе иде, он има план до крај. Тоа е како вселенскава станица која се надградува, нешто така ќе биде. Се уште не се знаат деталите, сега се две варијанти. Една да се направи надвор на површина, ама надвор на површина имате олуи, имате зрачење и така натаму.
Втора варијанта е да се најде таква некој као подземна пештера, да се пуднат луѓе во таму, каде што би биле многу победени од сите тие непогоди. Меѓутоа треба да се бази фактор на вода, што ако е таа пештера не знам, многу предалеку од вода, каде што имате добар извор на вода, онда самата манипулација натаму нема да ви биде. Така да затоа ние сега Марс се наблюдува, има една Mars Reconnaissance Orbiter се вика, изидувачка мисија, каде што Марс го снима буквално на камен, можда прецизно со, ајде да кажеме, можда и помало од оваа маса. Можеме да го прикажеме тоа? Да, слики од Марс, пишете МРО само и мислим дека ќе ви МРО НАСА само, МРО НАСА. И ќе видиме слики од тању, ставите на имиџ, ќе видите. Тоа е ова Mars Reconnaissance. Ево, тоа е леталото. А доле ќе видите веројатно најнови слики од Марс, толку детални што може глава. Мислиме, ќе видите, ова е баш рецимо од денеска слика, да кажеме. Ако може, пример, после 10 години место кај што слетало Феникс леталото. Може да видите како Феникс е руското? Не, америчко нема, руси не стигнале на Марс колку што ја знам. Ето го да кажеме како било предесно и сега кога снимува се гледате од олуите како избришани се трагите. Да кажеме гледате колку се детални слики. Пример таа сонда што ја гледате е неколку метри. Не поголемо од еден автомобил да кажеме. Ајде. Ова е падобран, што е веќе гледате затрпање доле со тие песковни олуи. Значи и се таква таа сонда иде и детално го слика Марс сегде. И сега они ќе најдат Збориме оваа сонда која е во постојана орбита околу Марс и со деценија више од 10 години, да. Так. Више од 10 години ја снима. Што викаат дека теоретичари на заговор дека НАСА нонстоп замачкува за да не се видела цивилизацијата таму. Не, ма какви НАСА дневно објавува фотографии, дневно може да видите буквално што се случувало вчера на Марс. Да. НАСА нема време да ги прегледа. Ова покажува само колку е насилна таа површина како вистинска пустина, дека брзо се прекриваат трагите, дека се менува релјефот. Таму има многу јаки, они немаат многу ретка атмосфера, ама се олуите многу јаки. Таму пример, каде нас имаме пустинска олуја, ама тоа сам дува само пустиња, таму кој ќе се раздува цела планета буквално дува ветар. Така да тоа е таму глобален феномен, не е локален. Да кажем погледате какви детали слики, ова е слика од Марс. Ова се наслаги на мраз во кратер, според напишаното, ова се прилично детални. Интересно е што дури во Google Earth има леер на Марс кај што може да се видат кај се наоѓаат и Curiosity, сите тие. Значи, ако ја користите програмата на Google Earth, кај ли ја ставив само негде, овдека има еден од леерите, Марс има месечина, има звездено небо. Марс има 2 месечини. Да се види. Како е сисам? Марс има 2 месечини. Ама се малецки, многу мале. И Демос. Страф и ужас. Деимос, не Демос, Деимос. Демос е народ, да, Деимос е ужас. Се извинувам. Страф и ужас. Да. Инаку овдека леерот, ако се уклучи, ќе се појави. Ево, Марс. Само треба да го зголемувате. Ќе видите тие кај што гледате тие кај што се слики се тие деталните, тие кај што се може да ги видите тие. Со фотографии. Со фотографии кои се дури таму од површината, може да видите. Така. Марс ќе биде... За дивно чудо гледате и Марс не бил плоча, него гледаш топка. Види на сликава, ја гледам плоча. Па ако завртиш ќе видиш дека не. И овде гледам плоча. Ама си го завртил. Плоча. Не, додека вртам НАСА ми пришел доколу. Ти ништо не знаеш. Тие НАСА real time, тоа CGI. Викаш не гледат? Ајде поздрав до НАСА. Поздрав до НАСА. И таа плавата у канцеларија 607. Да ја поздравиш многу. На половите по обичај има вода. Има вода, ама не само вода, преку водата и сум мраз, јаглерод диоксид замрзнат. Проблемот е што Марс нема јадро и нема магнетно поле. Ние ги имаме јадро, локални се, не се како кај нас. Имаме кој е прилично добро ја заштитува, не заштитува тие Ван Халеновиот појас, електромагнетното заштитно поле. Ние штити атмосферата. Атмосферата и животот, затоа и цет. Но Марс го нема тоа. Го имал, го изгубил, тука се теориите кои се кршат. И се сметаш ли дека што до сега од сите оние Викинг, Curiosity и така натаму,
возможно ли е на Марс да обстанува живот во некоја добра заштита и покрити? Може, а? Може, нормално. Треба стварно многу добро да се заштити. Ви кажат, сепак не е гостолюбив терен, се треба да се истражува, да се има, ако сигурен сум дека ќе има жртви за тамо да се оди, ама тоа не е, тоа е цена на напредок. Тука без тоа за жал не можеме. Марсовец филмот добар е за гледање. Одлично, тоа е едно од подобрите, ја толку го сакам тој филм затоа што беше навистина освежување поред силни овие научно фантазериски филмови. Да, ова беше Марсовец е како упаство in да, case тоа of е мање emergency више на НАСА. она реалност која би можела да се деси. Она реалност која би можела да се деси. Значи, дури и нашиот булшит може да не спаси. Па да. Шега на страна. Баш така. Ја би те предложил да направиме кратка пауза и да почнеме со календарот. Не, уствари да завршиме. Марс ќе биде 2000 јули месец најблиску до земјата. И помеѓу 27 јули и 1, сега не знам кога имаше тоа, дали беше 27 или 1 август. Ама у тој период ништо нема значење, за нас. Каде е најубаво да бидеме у јули месец? Белизе? Не, било каде во планета Земја не е никаков проблем. Не, ништо нема, само да ви е ведно. Може и на плоштад со тебе да гледаме ќе биде убаво. Тие денови ќе форсирам сигурно. Но ме фасцинира твојот телескоп бидејќи обично кога имаме ова светлосно загадување градовите, ние небо и немаме. Ќе видиме месечина и тук и тамо по некоја звезда. Но и покрај тоа, кога си ти на плоштад и покрај цело на твое светло, убаво можевме да ги видиме дури и прстените на Марс, месечините на Марс. На Сатурн. На Сатурн, се извинувам. На Сатурн и така натаму. Па знаете зошто? Затоа што објект што го гледаш со голо око, а ние пример Сатурн го гледаме со голо око, и тоа многу луѓе не веруваат, ама точно е така. Сите тие објекти што ги гледаме со голо око, и телескоп ги гледа многу подобро. Тоа е, али пример оно што не гледаме, што не можеме да видиме плоштад, тоа се тие пример галаксија. За жал не можам вакво нешто да ви прикажам. Смени кадар? За жал вакво нешто не можам да ви. Режија? Компјутерот? Имаме илустрација. Ова е галаксија М101, се наоѓа во голема мечка. И Вирпул, не е Вирпул, него е, како се викаше, Вирпул е друга галаксија. Блиску до неа, ама не е ова. И е многу фина за гледање. Месиер. Тоа е каталог од 110 објекти, ова е 101 по. Иначе кај астрономија материја е многу познат каталог, дури има и надпревар, сега на 14 април ќе се одржи така. Значи, било каде и тогаш предпоставам дека сите радиотелескопи ќе искористат шансата. Сите телескопи ќе, знаете што, тој настан ќе се сигурно ќе видите како ќе биде во тие неколку дена или недели пред тоа ќе биде буквално ќе се дига тензија околу него. Многу луѓе ќе почнат да купуваат телескопи заради ова, ама јас ги морам да здружиме средства да купиме навистина еден добар и да дојдеме од плоштад тие неколку дена. Да го гледаме, да го испратиме онака како што валја, со огромна акција каде што ќе дојдат сите што сакат, што во Македонија па и од странство нека дојдат нека гледат. Кога телескоп што сакам да го купиме, ќе мора да се качат на скали. Тоа би било. Добро, за повисоките можда не мора, ама за нашиве височина негде 1,60 м, ние мислим дека ќе мораме на скала да се качиме за да го гледаме. Океј. Ти благодарам за првиот дел. Ќе направиме кратка пауза, по неколку минути ќе продолжиме со разговорот и за уште неколку интересни работи. Важи, што треба. Важи. Одиме режија. Благодарам. Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај кунците тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин.
Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Што ни порачува Дора Бакојани? Решението мора да биде во пакет со промена на уставот веднаш. Државите кои досега не признале како Република Македонија, веднаш да почнат да го користат новото име во билатералните односи. Бакојани, како директен промотор на ветото за Македонија на НАТО самитот во Букурешт во 2008 година, сестра на Кириос Мицотакис, лидерот на опозицијата со најголем рейтинг во Грција, јасно ни порачува дека фазно решение на спорот за името е невозможна мисија. Има ли некој во Македонија кој се уште верува дека грчките политичари ќе се откажат од своите тврди националистички позиции за македонското прашање? Не само што не оценуваат да прифатиме ново име и нов идентитет, туку бараат и 142 држави, меѓу кои Соединетите Американски држави, Кина и Русија, 3 од 5 постојани членки на Советот за безбедност на ООН, да ја сменат својата одлука за признавање на Република Македонија. Бараат се или ништо. Македонската алијанса одамна тврди дека актуелната влада Бадијала се понижува, ниту подготвеноста на Зоран Заев да прифати географска одредница, ниту преименувањето на автопатот и аеродромот не ги задоволуваат грчките националисти. Како што не им беше доволна ниту промената на уставот, ниту откажувањето од знамето со сонцето од Кутлеш, ниту прифаќањето на срамната референца ПЈРМ во 90-тите години. Чуму ни е нова билатерална спогодба што ќе ја врачи Козијас, која претходната времена спогодба Грција не испочитува и спроведува. Барам итем прекина преговорите. Стоп за раздавање на македонскиот национален идентитет. Македонската алијанса смета дека порано или подосна лидерите на најодговорните политички партии ќе станат свесни дека нема да можат да го представат обезлечувањето на македонскиот народ како успех. Македонскиот народ сака во Европска унија и во НАТО, но не по цена да се откаже од сопствениот идентитет. Нашиот став е јасен. Меѓународното право мора да важи за нас, исто како и за сите останати земји. Или Македонија без понатамошно одлагање ќе стане полноправен член на НАТО алијансата, согласно пресудата на Меѓународниот суд во Хаг, или разговорите за проблемот кој Грција го има со нашето уставно име треба да се прекинат. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, унза масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна.
Драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме со разговорот со представникот на Скопското астрономско друштво. Се извинувам, малце тоа шушкање кој ќе ја допрам технологијата, микрофонот. Се извинувам, режија, добро, одма со глава, вака ме гледаат одозбор. Што да Док не тепа добре. Тоа е нивно, они се контрола на летање. Ние сме роустерот на Маск. Што не че... Главни звезди. Да. Што ќе бидат главните настани астрономски во 2018 година? Едниот веќе помина. Што е следното интересно што ќе биде? Има нешто во март месец треба да се случи, ако не се лажам. Не знам. Утре треба да летат новиот Falcon. Само еден, не овај Falcon Heavy, него обичен Falcon. Треба да лета некој си сателит, ама од Калифорнија, мислим дека всушност. Ја не знам точно. Тоа негде околу 5 и нешто по наше време. Тоа е Falcon 9, 20... Falcon 9, не SpaceX, е Falcon 9. Falcon 9. 22 февруари или Да, 21? 22, да, 20. За утре. Кој не смиша никоја дата. Значи подготвено е Подготвено, ова. утре лета. Што носи? Некој си сателит, не знам тачно што е. Значи сателит телекомуникацијски. Ова е веќе конкретно. Да, утре можете со да мисија сигурен сум дека кој сите од интернет, дури од мобилни телефони, ќе има линк, приклучете се на YouTube страната од SpaceX и може да видите. Само што мислам дека нема да биде утре слетување на овој бустер, затоа што изгледа за да го лансира овој телекомуникацијски сателит, изгледа малце подлабоко кога ќе го лансира, онда цело гориво ќе потрошат по пат и нема да успе да го враќат, ќе го бутнат веројатно во море. Тоа значи дека ќе иде во висока орбита, не во ниска орбита. Иначе, му ги читав плановите покрај она неговата Boring Company, Елон Маск планира да создаде свој интернет, нов интернет, и тоа да биде исклучиво сателитски, и дека меѓу останатото планира во наредниве години, а пред да дојдам во емисија го читав тоа, дури се помислив да не е фейк ньюс, планира да како GPS што е покриено, да покрие и тоа да биде користено за интернет. Значи Wi-Fi веќе да не ловиш интернет по некои зрачења, туку да ги користиме. Не само заради тоа, него имаме голема претња од Америка доаѓа и од ова нова власт во Америка, во републиканци со овој ТНР председателот на Америка, и со компаниите и телекомуникацијски што се во Америка, заедно со него подготвуваат така наречено да укинат неутралноста на интернет. Тоа е себе пример сега ние што гледаме, сега ќе ни текне и да ги пуштиме YouTube да си гледаме нешто. И ќе ти иде слабо, ако сакаш добро да ти иде, ќе мора да платиш, да. Така. Тоа ако ни го направат, сега он баш тоа сака да направи, еве ви како се вика интернет, па ќе си плаќате по цена која што треба да плаќате, а не да ја плаќам за секој си мегабајт. 2 јануари беше првата полна месечина за оваа година. Кога се падна први? Потоа 3 и 4 беа овие метеорите, квадрантиди, да. 31 јануари беше плава месечина и така натаму. Имав предавање многу лепо за тоа. Фино за луѓе посетени. Тоа беше, да кажеме, кај нас имаше многу мала фаза, освари оној невидливиот дел од ова помина. Соларната еклипса. Сама делумна, како што видите, не е целосна. А на 15 март Меркур ќе биде во најголемо отстапување, значи ќе може добро да се гледа. Значи во најдобра фаза која може да се види. За жал Меркур е доста близко до Сонце и кој ќе го гледаме, ние секогаш го гледаме ниско над хоризонт. Да кажеме, овие во Западна Европа многу ретко може да го видат, поготово овие Данска, Шведска. Значи треба да си по-на север за да можеш да го видиш. Не, по-на југ. А по-на југ по-на југ треба да си, затоа што кај нив е поуште пониско. Сакаш да кажеш дека на север е уште пониско. Пониско и плюс кај нив е и влага и заради нели влажна клима, кај нас е посончево и така натаму. Они многу ретки сончеви денови има, така да кај нас е многу подобро за гледање. Така да постои легенда, например, дека Кеплер никош не го видел Меркур. 22 Тоа се метеорски дожд лириди, ова се лириди. Тоа се метеорски дождови кои се секој година се повторуваат. Ова не е еден од многу добрите, меѓутоа ако се во тој период
Може да видите рецимо Како се случуваат редовно овие настани на метеорски дождови, како квадрилите, како линиите и така? Значи вака, кога поминува кометата низ сончев систем, таа остава трага од да кажеме прашина и газ и така натаму. И тие зрнца прашина кои се стварно многу малецки, баш онака како зрнце песок, па до тие поголемите се како џамли или ако остане некој карпа како фудбалска или кошаркашка топка не е проблем. Тие се оние многу сјајните што ги гледаме. Меѓутоа овие што ги гледаме баш онака како трага, тие се воглавно малецки, највише до грашок или гравче, ајде да кажеме. И тоа кога влегува остава толку впечатлива трага да се гледа. Да, ама таа трага е огромна. Таа трага е со неколку десетици, стотици метри во големина, а дугачка е со стотици километри. И затоа е така гледате вие. Фасцинантно. Па затоа е. Бидејќи е тоа огромна брзина и триењето. Огромна, да. Значи пазите, ви имате честичка која се движи неколку километри во секунда, да кажеме, ај сега најспориве се неколку, да кажеме 20-30 км во секунда, најбрзи се околу 70 км во секунда. Сега замисли 70 км во секунда ти е подалеку од овде до Велес, скоро до градско. Скоро од Скопје до градско за секунда да стигнете. И сега доаѓате од атмосфера каде што тоа се кочи у дел од секунда го кочите на и се создава висока температура и частичката согорува. У принцип, по теорија се јаде да не ги замараме градачите, меѓутоа... Но секоја година се повторува затоа што таа трага што оставила некогаш... Таа се кружи околу Сонцето, ама таа е сече планетата Земја. Таа трага ја сече планетата Земја. И затоа редовно ние влегуваме... И ние влегуваме во неа, во таа трагата. Так. Сега ќе ви кажам, тоа е многу интересна приказна заради тоа што тоа е дел од аматерска астрономија, со ова не се бавеле професионалци. Добро. Ова е баш нашата територија, Backyard баш така, каде што луѓе сега. Арно со напредот на технологија, ние со тие камери што ги наблюдуваат ностоп небо, ние веќе прецизно можеме да ги наблюдуваме тие метеори. И сега тие подоцници пак користат новие телекомуникацијски сателити, кои ќе дојдат тие крупните метеорски дождови како што се Геминиди, Персеиди, Леониди, каде што имате рој од такви честички. Jednostavno тие, ако треба, како се вика, сателитите се репозиционираат тие денови. Jednostavно заземат што е можда помала ударна површина. Значи, нема да дојдат вака да ве удират, него ќе дојдат вака и да ве заминуваат. Затоа што имат неколку, пасите, имате сателит од $1.000.000. И дојде камче од 5 мм, удара у сонда и оде сондава цела. Ја буши во критичен дел, прави куршус некој тамо невиден и крај, толку е. Затоа е многу битно. Сега се барат податоци од аматерите, кои што наблюдувале тоа, има страница меѓународна, ИМО, каде што се забележуваат тие податоците, и ние знаеме секој година во каква густина од некој метеорски ќе лезе. Од март до мај месец нема нешто посебно во... Добро, овие метеорски дождови не се ништо спектакуларно. Спектакуларни се метеорски дождови на 12 август Персеиди, на 13 декември Геминиди, и на секој 30 на години се овие, како се вика, Леониди. Се зависи од тој поток. 9 мај Јупитер ќе биде најблиску до Земјата, до Земјата. Тоа ќе биде, значи не е ништо, значи ќе биде најдобро за гледање, да кажеме, усно речено. Што значи кај тебе на плоштад да, тоа ќе биде, тоа ќе биде редица. Он ќе веќе кај мене ќе мислам дека ќе можеме негде во април месец да го гледаме. Колку е пристојно да се остави во твоето кутивче како донација, бидејќи ти не бараш пари, ама ете се остава. Тоа не можеме да ви кажем како тоа. Колку би било? Не, секој тоа нема. Буквално, колку може, тоа не можам да ви кажем јас. Добро. Онолку колку сте задоволни. 100 евра, 100 евра. Милион. Милион. Не, значи вака, обично луѓе ми се свиѓа кај луѓе што се скептични, и значи дојдат ќе видат и онда кои ќе се одушеват, онда више мислим дека стварно се рака дарежливи. Тие ми се највише допаѓаат како уштеди. Затоа што сваќаат кој си, што си, дека е тоа твое лично и си го направил. Не, стварно има луѓе кои стварно, поготово странаци, неколку странаци има кои што луѓе не верувале дека никош во живот ќе погледнат низ телескоп. И дека некој им овозможил, видел чудо, месечина со кратери, видел и насамно просто му е жал онака што не може да види подобро. Но денеска дури во продавници за техника се продаваат телескопи. Да, за месечина немаат проблем. Мислам дека тие телескопи ќе ви завршат, треба бар за почеток. Не се тие лоши телескопи, ако мислите само да гледате месечина. За жал, тука имате трговачка подметување, ќе може да видите со 1000 пати, 500 пати зголемување. Кажи ми тогаш како совет на, ако некој се, хајде да си ставам у двор, да дзиркам,
што да земам од ова што има? Немаат многу пари, исто како Има вас. неколку телескопи Што би во можело и од каде? во тука Pixin сайт видов. Едно време ги продаваше и Нептун ги видов во Нептун, само не знам заедно сега више работа. Добро, ние Ама исти за беа што телескопи. збориме? Pixin сайт продаваше неколку телескопи кои беа така за почетна астрономија не се лоши, мора да За признам. која цена збориме? Околу 250-300 еври, 300 евра. Добро. Да. Значи, Ако сакате нешто подобро, onda дојдете кај нас друштво да барем ако ништо више да се видите што ви се опциите за понатаму. Значи 200-250 евра е старт, под тоа не. Старт, не. Немојте само оние што се како цевка и на не зима леќа, тоа не. Има мал се барем да тежи, мал се да биде, барем да има некој 100 мм огледало. Под тоа е, јас само викам воајерски телескопи, тоа не е телескоп за наблюдување на звезди, тоа е за земја, да комшиите да наблюдувате, тоа не е. Дај бар 100 мм да има објектив. Значи 100 мм објектив е Да, минимум. дали е леќа или е огледало, ама да има бар 100 мм. Значи месечината ќе можам да ја Месечина без проблем. Сонце немојте само ниво која е варијанта. Чекај. Да разгледуваме уште, збориме за нормални. Да, пазите, ви со тој 100 мм може да Дали гледате и може Јупитер и Сатурн, прстени ќе видите и на Јупитер, како се вика, месечини ќе видите и појаси на Јупитер. На Марс може да видите и поларна капа и така натаму. Меѓутоа, пак мора да нагасам, за него треба малце знаење со ракување, затоа што тие телескопи се малце не се направени за многу user-friendly да ви бидат при ракување. Збориме наједноставни за луѓе што не знаат, а би сакале да почнат. Ја препорачувам 200 принцип евра. Да, ама ако мене ме прашат за прво не те прашуваме тебе, затоа што забеган си, затоа што знам дека почетнички да телескоп имаш пари, ти би го купила Ресибо. Се шегувам. Ама значи збориме за Ресибо луѓе, нема за халу, да. деца, фамилија, правац кара, седнале у двор, ајде да дзирнеме. Значи нешто што не би најдобра по мене за така дворска варијанта е така наречен Добсонијан телескоп и тоа се обични телескоп, како се вика, цевки на дрве, напиши само Добсонијан телескоп. Со Б. Е, коригира он. Да, така. Стисни, така. Тоа се за мене затоа што нема никаква електроника и можете, и овие телескопи душе може да купите и со додатна електроника, ама додатно ќе ви го поскапи телескоп. Еве да кажеме, ние имаме ваков третиот телескоп, да кажеме. Тоа е нашиот, да кажеме. Ама ја пак те прашувам за ефтини варијанти, ти Не, пак ми идеш. ова, до него, кликнете на тоа. Таков телескоп, рецимо, може да купите за 500 евра, 500-600 евра. Скупа е ова. Ова не можам ни ја да си го дозволам. Па добро, ама Зборам за стартно. Онда тоа што имате кај нас 200-300 евра, ама ова е многу подобро. Ова е за неколку скали подобро. Знаеме Не, што е ама подобро. ви кажав затоа што може да видите многу поред месечина, може да со овој телескоп може да гледате и маглини. Со овие што со Pixi сайт многу тешко. Но има една работа кога Може, ама многу тешко. Но има една работа која многу луѓе може да ги разочара. Ние често пати овде како гледаме ивенти на небото и кога гледаме не знам, планети, маглини, ги гледаме во многу убави бои. Кога ќе ги погледнеш низ телескоп, тоа е мрља, бела, нема бои едноставно. Значи, планети имаат боја, Марс може да го видите како да кажеме портокалово, не е црвено, ама жолто портокалово. Затоа што она што го гледаме поминало малце фотошоп за да биде поефектно. Не само фотошоп, тука има многу обработки за да видите вие, значи намерно се стават тие, некои намерно се стават бои. Меѓутоа, нашето око не може да значи во тие органи внатре сега на мрежницата да детектира толку слаба чепичи и штепичи се на српски, не знам сега на македонски како се. Чепчињата што се тие детекторите Детекторите кај што се боја нема доволно светлина за да се пробудат едноставно, за да може да ги активирате тие, да. Али можеме да ги видиме у црно-бело, да кажеме да. На 21-ви ја имаме Тоа е најдолг ден. Солистицијата, најдолг Тоа е ден. значи најдолг ден. Гледање у сонце никогаш никога заоѓа. Дури никога заоѓа не е добро, а не да е Боже вака да ви се дигне. Затоа што може многу луѓе имат забележано е, значи медицински забележано со трајни оштетувања на видот. Значи не мора да биде слепило, ама имате црна мрња пред вас која ви е за веки за навек. Не може никако да се отстрани. Црна точка во вашиот видокруг. Да, затоа што
оштетува видот. Но сепак се наблюдуваат тие, јас се сеќам како мали ни правевме зачадени стаклеца. Зачадени стакла може, да. Или стакла за швајцување. Да, ама има и таму тие градации кои се потемни, да, 13-14 фактор за затемнување. Најдобро е да не го правите тоа. Најдобро се прави во проекција. Значи, ако имате некој си телескопче мало или двоглед, ставите хартија позади, тоа е најбезбедно. Уперите на кај сонцето и све што ќе видите, може да видите и детали многу интересни на дамките ако има на сонце. Сатурн ќе биде најблиско на крајате. На 27 јуни И да, тука може да треба да го покрај Марс, Јупитер и Сатурн ќе биде најблиску. Дали ќе се случи некое порамнување сега? Не само тоа и да се случи ништо нема да биде тоа. Само тука треба да променеме на Знам, 3-ти, 80 години 4-ти. имаше многу атрактивно беше на небото порамнувањето. Да, во ист дел од небото, тоа не е порамнување. Небото, добро. Тоа окей, се случува на секој години, не знам колку се случува. Не мора на све не да кажеш, Да. ноци и атрактивни да види. Значи едно порамнување кое Не, убаво убаво е да изгледаше. се види, ама нема Да. ништо, никакво значење, нема да... Не реков значење, зборам само Нема да визуелно. добиваме некакви болести или да ќе ни се случуваат некакви несреќи на Ама земја. зашто имаш потреба да го спомнеш ова? Па затоа што луѓе обично така ги поврзуваат такви работи. Ама не правиме емисија за тоа. Сега тука треба да се спомене, значи исто тука не е напишано, ама помеѓу 3 и 5 јули е земјата најдалеку од сонце. Чекај. Значи Најдалеку 27 од јуни Сатурн, што значи и Сатурн ќе може убаво да се гледа. Сатурн, да. Сатурн ќе Прилично гледаме цело атрактивно. лето. Да, цело лето ќе го Еден гледаме, или да. два телескопа ќе ставиш ти на... Ако сум сам тука, кој ќе бидеме со друштво, ќе бидат 2 или 3 телескопа, ќе видиме. Така? Сигурно. Кој ќе бидеме заедно со цело друштво, тогаш ќе бидеме сигурно 2 или 3 телескопа ќе има. За Марс кој ќе биде, сигурно јас се надам 3 телескопа ќе биде. Затоа што еден телескоп ќе гледа Марс, еден телескоп ќе гледа Јупитер, еден телескоп ќе гледа Сатурн. Така. Така ми е планот, неколку дена во лето да ги Дали има свршиме. шанса тоа да го снимате и да има некаков и лайв стрим да се Па направи? може, ја нешто? да кажем, идејата ми била да, пример, да направиме барем на еден од телескопите да ставиме веб камера која би се врзала па на оној билборд да го ставиме. Оној електронскиот, оној големиот што е на Фантастично. поштата. Тој Да. е на Телеком. Да, и сега да ни го изнемат, сега да ни го поклонат некој време да можат луѓе пример да видат да видиме како би изгледало таму. Стварно би ми било интересно да А видам. тоа би било добро и од маркетиншка нивна страна да Па го ако сакат, не би било. Ало, Телеком, маркетинг, еве ви добра идеја, нешто интересно да направите. Можеме сите три планети да кажеме, тоа ништо да ги споиме со лаптоп да комуницира со тој Добро. со тој екран и толку. Значи Сатурн, Марс, Јупитер, а 13 јули делумна. Делум на еклипса, тоа ќе Еклипс. биде Антарктика и Австралија, тоа нема да види ништо. 27 И еве го, ово нас интересира. Ово е 27 јули по наше време, ќе гледаме скоро целото. Од почеток до крај сите фази на затемнување ќе ги видиме. Ние сме скоро у центар на случување. Не сме во центар, ама скоро во центар на случување. И во истиот ден, значи, како се вика, месечина ќе ни биде горе, а Марс ќе ни биде малце подолу. Што значи тоа? Тоа значи ќе ја гледаме месечината светла на небото. С небо ќе и почне да се како јаде. и ќе- Из минута ќе ни се ќе јаде. За неколку исчезне. Тоа е моментот. нема да исчезне, него ќе добие ваква боја, црвенкаста боја. Тоа е моментот кога земјата ќе помине помеѓу месечината и И сонцето, сонцето да. и ќе ја пресече светлината Да. и ние ќе ја доживееме дека месечината се затемнува. Се затемнува, ама тука има еден многу добар ефект, затоа што гледате не се затемнува, него се зацрвенува. Заради тоа што земја има атмосфера. Дифузна, дифузна светлина. Да, земјата има атмосфера и како призма. Едноставно ги прекршува зраците од сонцето и црвениот делоспектар кај што се наоѓа, кај што помина месечина, таму ќе биде црвениот делоспектар, највише таму се така закривува и ќе видиме месечина како се зацрвенува. Што е поблиску кон центар ќе биде потемна, што е по далеко од центар на оската на затемнување, таму ќе биде посветла. Во секој случај ќе биде интересно да се види и би препорачал на луѓе што сака да го видат целото е настан, ако можат тие денови да не одат одмор или ако идат одмор, барем за затемнување сонце може да гледат и со голо око, не или со двоглед, не е никаков Еве проблем. ова Да. го имате во кадар, што во суштина ќе се случи, како ќе изгледа.
како и објаснување на гледате целата се. механика. Сега влегува во оската. Значи, ова ви е целата физика и механика, Да. и математика, и геометрија, и тригонометрија, на она што ќе го видите на небото во сложеното движење на небесните тела. Добро. Тоа е, значи, не сме го виделе од 2011 година. Ова е вело 2014. Да, но секој година случува, ама не е секој пример. Ние немавме стварно Ние среќа. немавме. Американци ви има скоро, ја мислим, на претходни некои години по 2 пати годишно се случуваше. Ке нас некако овај пат се окрenu, така да некако ние немаме затемнување на месечина. 27 јули е месец, ваља нема да биде тој ден облачно. Да се надеваме, ако биде ведро, идеме со една армада, телескопи на площад. И ќе имат и некои, ги повикам сите што се бават со фотографија, да разгледат тој период, да видат како се Тоа е интересна работа. Нели е добро, вие редовно одржувате курсеви, бидејќи еве и јас со колегите често пати кога беше црвената месечина не успеваме да фатиме и вие знаете да кажете добри совети за оние што имаат барем фотоапарат. Не збориме за мобилен, на мобилен мислам дека не може да се сними, па и најдобар мобилен да има. Па може нешто чисто за мера да ти направи, ама нема да направи. Онака детална фотографија за се видат кратери и детали, тоа бара малце знае. Бара лиќа, ама во тој период може сите што имат фотоапарати од 200 мм нагоре леќа, ако има може да направат фарно многу добри амбиентални фотографии, со овие експозиции разни, каде што се гледа фаза на намалување на месечина и после тоа полна фаза, па onda пак зголемување и така натаму. Нека погледнат на интернет, тоа ништо не е нарочито, со неколку дена едукација, мислим, бар може да добие основа. И сега, нормално, пейзаж да направи добар, да се најде некоја зграда, дрво. Лунарната еклипса 27 јули и Марс ќе биде најблиску до Земјата. Значи, телескопиве ќе прегоруваат. Да, тој ден ќе биде во целиот свет, барем во Европа, сигурен сум дека ќе биде... Згора на тоа, тие 2 дена ќе имаме и метеорски дожд. Метеорски трој, да. Ама пошто е месечина полна, тоа не е баш... Нема многу да се гледа, бидејќи небото ќе биде доста светло и месечината ќе доминира. И одма гледате, после 2 недели се случува тотална еклипса на Сонцето, тоа е така правило. Тоест, еклипса на Сонцето не е тотално, во случајот е делумна. Делумна еклипса? Да. Тоа е правило. Кога имаме на месечина... Одма после 2 недели требало да се случи друго, да. Заради ротацијата. Да. Добро? Тоа е некако правило. Персидите во август. Ова е добро. Сега можда не е лошо сега да им кажеме на гледачите. Обично не прашуваат тој период како да гледаме, кај да гледаме. Каде што подалеку од светлата. Значи, ако можете било која некој излетничко место на планина, на ливада, не мора да биде, само да нема светло околу вас. Тоа е многу битно, нема палење на мобилни телефони, гледање на секои 3 минути. Значи, на средноводно џабе. Можете од позади, само кога би се договориле со црквата да ни го гаси бар тој ден, како се вика... Крстот не би било лошо. Вака, каде гледање? Кон исток, кон запад, кон север? Од сите страни доаѓа? Сите страни се сосема равноправни, само да... Нели е тоа заради ротацијата и движењето на планетата Земја кога се поминува дека тоа е, да речеме, од исток кон запад? Тоа е рендом ефект, значи буквално ги има на секаде. На сите страни. Значи буквално ти можеш да гледаш кон исток, ја да гледам кон север и у момент ти да гледаш повише, после тоа 5 минути... 2018 возбудливо, уште една планета, значи Венера. Еве и Венера ќе Венера ќе се гледа исто така, ќе не исплива малце подалеку, да. И добро, ама она не е спектакуларна како што се да кажеме Јупитер и Сатурн, она има фази, кај незе се фази се гледат. Септември. За Нептун, тоа не се гледа од площади, не може да се гледа, тоа е како многу слаба точка се гледа, така да и тешко се наоѓа, така да никош не сме го гледале. Овие не се некош лоши, ако може да видите тие Ориониди, сум ги гледал пар пати, не се лоши. Ова се чисто статистички податоци исто за Уран и за Нептун, кога се најблиску, кога се најдалеку. Ама ви кажав, во принцип тешко се гледат, затоа што и со овие јаки телескопи што имаме се нешто малце повише од точка. Ке имаме ли атрактивни некои лансирања покрај еве што утре ќе имаме ново лансирање на Falcon кој ќе го оваа година за жал не требаше да биде во ноември месец требаше да биде лансиран овој Джеймс Веб телескоп, овој што го чекаме веќе 8 години. Джеймс Веб. Тој 8. треба да го наследи ово Хабл. Така. А кажи ми Ама ќе биде март до година. Вселенската програма
Вселенската програма на Кина, на Јапонија, на Индија, дали има нешто атрактивно они да понудат? Ако не се лажам, они веќе имаат и кинезите имаат сонда на месечината. Има, ама не е активна више, таа Не е активна поработеше, веќе 3-4 поработи, години. да. Ама направија добар чекор и тие и да Како се викаше жад, црвениот жад, нешто така се да, викаше. еден беше зајак му беше во превод таа што нешто што идеше така, таа. аха. Беше sad не знам како се изговара на кинески. Така. Ама важно направија една добра сонда која слета на месечина и направи неколку така метри, може да кажеме, десетици метри, не е нешто спектакуларно, ама со обзир тоа дека они имаат соло програма, добро напредуваат, секој им чест, тука нема збор. Она што сакав, ова е страната на Скопското астрономско друштво, само напишете САД, Скопското астрономско друштво, секако ги имате. Астрономија напишете на чирилица или па на латиница, ќе ви излеземе на ги Google. имате и на Facebook и се. Она што сакав да разговараме, овдека ги има сите актуелности за она што го збориме, а и секако Ова е и многу интересно. предувањата. Ова Кажи, тело. Повели. Ова тело е првпат прошлата година. Значи прво тело кое имаме фатено да не е од наш сончев систем. Значи ова е тело за кое со сигурност знаеме дека доаѓа од надворешниот дел од галаксија, нашата Од кај галаксија. знаеме? Па Дека затоа е надвор од галаксија. Да, надвор од наш сончев систем, дека е телото од нашата галаксија, ама дека патува низ доаѓа само како посетител во нашиот сончев систем и си оди сега. Си Добро. бега. А не е комета. Не, кога го пронајдоа, првпат беше регистрирано како комета. И одма после неколку дена видоа дека не е комета, па го крстија дека е астероид, па после тоа кога го измерија брзина видоа дека не припаѓа на ниедно тело од нашата галаксија, од нашиот сончев систем. И што е најтрагично, ние го откривме во заминување. Значи он кога веќе помина рамнината од нашиот сончев систем и фашки од делот Како ни кога се промакнат? Што прават Deep Space? Reconnaissance? Сега ќе мораме да инвестираме малце повише во вакви телескопи кои ќе гледат пошироко. Значи ние обично гледаме ниско. Како е ово тело? 400 метра во должина и некои 40 на метра во широчина. Значи не е мало. А сакаш да ми кажеш дека ние само еден тесен простор опфаќаме Па во не може, телескопи наблюдувањето? обично телескопи гледат многу мало. Сега се прават модерни телескопи се гледат да бидат што подетална слика, ама поширока. И ако направите неколку такви телескопи, ќе можат побрзо да го скинират небото. И тоа е еден план да се направи. И сега имаше многу интересна приказна со ова. Дури одеше до таа спекулација заради обликот, пошто ние немаме ништо слично да сега откриено. Обликот му беше да почна да се шпекулира дека е всушност дел од некој вселенско летало. Инспирирано од Рама. состанокот со Рама на Артур Кларк. Да, состанокот на Рама. Да пукне. Да. Добра Па дури приказна. ја мислам Добра дека приказна. дури беше изгрешен, ја мислам што него крстеа Рама. Требаше Рама да го крстат. Затоа што наликува на тоа. Му дадоа Леле, име на колку хавајски, возбудлива- некој си на хавајски таму. Колку возбудлива книга е, тај ми ја Да. препорачувам на луѓе да ја Да, прочитаат. состанокот со Рама, и затоа што Состанокот имаше со баш Рама, такво да, летало, така. беше цилиндар со отприлike вакви со ваков облик. Димензии. Димензии не толку, ама облик да. Да не им кажуваме, се Да. надевам дека и филм наскоро ќе има, Би ама било лепо, книгата да, е- книгата е Една фантастична. од интересните работи за која ти имаше гостување овдека, а тоа зборевме, кажа за една звезда која ги возбуди духовите Се на уште ги астрономите, возбудува, и се уште ги возбудува. која многу чудно се однесува и за која се развија теории дека е вонземска цивилизација. Дека околу звездата има планета на која би требало да има вода. Меѓутоа така е најлесно објаснување. Значи нема, меѓутоа Не се наука не правда работи, избори, ние сме научно популарни. Вака. Значи научници барат веќе 20 на години назад, па и повише 991 сега па рачунете колку години има, скоро 30 години малте. Почна ефикасно бараме така наречени планети надвор од сончев систем, така наречени екзопланети или екстрасоларни планети. И сега, кој е системот за барање? Значи, бараме кога наблюдуваме некоја звезда, ако некој тело помини пред звездата, и намалува сјајот. Сега, сите планети што ги наблюдуваме, обично тоа намалување слаи 1 до 2%. Така и Меркур ние го гледаме. Да. Значи, Бидејќи е близко до звездата и ќе видиме некој ама пиксел. ретко кога поминува пред. Значи, сега... Да. И тоа редовно се случува. Да.
Овдека се случува рандом. Не, и редовно се случува и тамо, меѓутоа падот на сјајот е многу поголем. Како падот на сјајот, на звездата. Аха. Значи, за обично планети кои наоѓаме се 1 до 2%. Овдека скоро 20% се намалува и не е правилен пад на сјајот, него има некакви чудни криви. И сега многу научници ги буни тоа. И сега една од теориите беше дека таму има цивилизација која околу Сонцето прави нешто како огромни фотоклетки, ајде да кажеме, кои што и собира енергија од Сонцето, кои оние користат, нели. Сега, тука имаше идеја дека таму има рој на комети кои си е распореден, дека планетава е во судир со некое тело, дека тој распрсканиот, гледате, дел го заматува. Дури да имаше и теорија дека фашки интерни процеси на самата... Кај се наоѓа? Колку е ова оддалечено од кај нас? Неколку стотини светлински години. Светлински години. Во кое созвездие ова? Лебед. Ова е во созвездие Лебед. Да. Како е крстена звездата? Има ознака со К и Ц и онда број, тоа е као кис, не знам таму кој беше број. А планетата? Не, за планетава не, се збори цело време за звезда. За планетава се уште не знаеме што се случува таму. Што се случува околу така, дали има планета или нема планета. Ама пошто е научничката која го прати се вика Табетиан Бојаджија, таму не знам како се изговара, и онда кратенка Таби Стар се вика, као Таби Стар. Таби Стар, да. Така и можеме да ја побараме како Таби Стар. Напишете само Таби Стар и би требало да најдеме нешто повише за неа. Еве, тук 846285, да. Или како Таби Стар во астрономија сега, каде што се Тоа се све слики кои се предпоставки. Значи не е ова фотографија вистинска, да, ова се све компјутерски генерирани слики, ништо не е, да. Една друга работа. Ама побудува машта, значи научници важно имаат полја на работа, важно знаат дека многу телескопи наблюдуваат на различни фреквенции се наблюдува и така натаму. И има уште една работа за која направивме една посебна емисија, тоа беше откритието на соларен систем, Трапист. Какви се сознанијата во врска со Па задње беше сега дека целиот тој систем е полн со вода. И дека има целиот тој систем не се пресметува до околу 50 пати повише вода него што има во нашиот сончев систем. Сега еве ги тие планети, ова се исто одма да кажеме, не се ова фотографии, нити ова се компјутерски направени. Отприлике како би требало тие планети да изгледат. Како игра на... Да, може да се чисто да се видат колку прилики големини се отприлика тоа што се очекува да се најде кога би било таму. Сега, што е интересно, овие планети што се, значи вамо лево би било, гледате, Б, С, Д, Е, Ф, Г, значи вамо, кај што е А би било Сонцето. Тоест, нивното Сонце, нивната матична звезда. Сега, првите овие две планети веројатно би биле суви планети кои што би не би наликувале уопште на нашата земја, меѓутоа овие две Д и Е, па и Ф би биле планети на кои би требало да биде течна вода на површина. Тоа е многу битно. Ви може да имате вода, како што Марс има вода, ама под почвата. Ама нема на површина. Леле, колку е оток експлореров, Google почна со копирајт, не многу тешко се доаѓа до фотографии, да. Затоа што... И сега, овие па последни планети што се Г и Х, таму тоа би требало да бидат замрзнати светови, као светови кои што би требало да бидат замрзнати. Сега, тука уште нешто многу е битно да се каже, затоа што се тие па многу блиску до матична звезда, која гравитатски влие до нив, таа ги заклучува како ние што заклучуваме месечина. Значи, таа звезда гледа секојаш иста страна на тие планети. Така да, една страна би била веројатно многу жешка, друга страна би била многу ладна. Сакаш да кажеш дека овие планети не ротираат околу својата оска? Ротират, ама заклучено. Како нашата месечина што ротира околу начин. Значи, ротира еден круг околу, колку што ротира еден круг околу звезда, една година е еднака со еден ден. Да кажам. Сепак има ротација. Има ротација. Ама таа е како што месечина, значи месечина ротира. Ама ротира со иста брзина со која кружи околу ова. И затоа ние гледаме само една страна. Само една страна. Поточно, она кога ротира на другата страна, тогаш доаѓа она темна страна која ние не можеме ни да ја видиме. Ај вака да гледам, значи ние имаме земјата, имаме месечина, така? Од оваа страна ни е, да кажеме, Марс, вамо страна ни е Сонце и, како се вика, и Венера. Во моментот кога е кај нас полна месечина, марсовците ја гледат она другата страна скроз затемнета. Кога од оваа страна кога млада месечина, таа што е затемнета, што на страната што е кај нас
како се вика, што ја гледаме, тогаш ќе гледате она цела. И затоа е малце и комплицирано. Мора да се види модел, да има шема кога се тоа гледа, има на интернет многу убави начин да се тоа долови. Сега имавме предавање каде што со една обична стиропорна топка, едно девојче можеше многу лепсно со едно кружење со батеријска лампа да ги прати сите фази на месечина. И тоа многу беше лепо илустрирано. Има една теза, не мораш да навлегуваш, моја е должност како новинар да ја кажам, бидејќи секогаш ме фасцинирало од каде теориите на заговор, а ја и ти се договоривме, нема да влегуваме у теории за заговор, но има една теза, а тоа е дека теоријата на заговор секогаш дава полесен и поедноставен одговор, а мене еден твој колега, кој е со многу пообразован, кој одби, например, да разговара за некои теории за заговор, кој го поканив, ми рече следново. Џабе ке шлајфувам, бидејќи одговорите се многу покомплицирани, фактите и многу потешки. Нема да допре, бара образование, за да го, значи, бара некоја предиспозиција. Затоа Скопско астрономско друштво е добра работа, човек да си ги прошири видиците, преку прво да ги дознае основите на астрономијата, преку крај на март месец тоа е курсот. Како се пријавува на вашиот курс и каде се предавањата? Предавања ќе бидат на електромашински факултет во Карпош, значи во амфитеатар се, почнуваат од 8 сати. 20 часот? Да, доаѓате на лице место, плаќате курс и тоа е толку. Значи нема потреба да се пријавувате ништо претходно, само да имате желба да го слушате курсот. Од моментот кој ќе заврши курсот, после тоа нели имаме као опционален испит, ако сакате да го полагате. И да добиете диплома. Да, сакате некој чисто да си проверите ваше знаење. Интересно е што преку цела година па и организирате предавања на актуелни и интересни теми. Секој кој има нешто интересно, сега имавме да кажеме Falcon Heavy, ние немавме предавање, имавме настанка што го испративме. Кога беше ова за затемнување на месечина, крвава плава, коите се не бои, луѓе беа заинтересирани и му одржавме предавање. Секој кој има нешто што НАСА или било кој нешто што се случува горе во Вселена, а луѓе сакаат да слушнат, мислим дека имаме доволно компетентни луѓе, бар да ви го пренесеме тоа знаење со жвакано онака како што би било. Од една страна астрономијата, backyard астрономија, она почетничка е секогаш неатрактивна. Гледаш небо, конкретно можеш да го доприш, е највозбуден. Но она што најмногу го ја побудува мечтата и љубопитноста е космологијата. Тоа такви работи се случуваат да во научно-фантастични филмови не се опишани, дури и најхрабрите научно-фантастични филмови, која го спомна само квазарот. Јас се наежив, затоа што тоа што го имам прочитано за квазар е mind-blowing до што дошло. Дали предавањата и исто така и за црната дупка, каде што не е само астрономија, тоа е и космологија. Тоа е и физика, тоа е и квантна. Тука се преплетуваат и теории, и филозофии, се кршат копја од највисоките и најголемите умови на планетата. Ајнштајн не верувал во квантна механика. Ајнштајн верувал дека универзумот е статичен, додека Хабл не го чукнал по глава. Па да, значи ние обично сакаме да ги величаме некои луѓе, ама сите луѓе што многу допринеле, без не може никој да каже. Имале и предрасуди. Имале и декако. Не е битно. Поинтата ми беше и Тесла и Ајнштајн. Што приметуваш кај вашите посетители кои ги има се повеќе и повеќе, и тоа не само млади, различни, што највише ги привлекува? Зашто највише се интересува? Па не знам, обично, пример, најпосетените ни се предавања за црни дупки, тоа мора да признам, затоа што луѓе во највише ги сега некој ги фасцинира. Ги фасцинира, понекогаш мислим дека и прашањава обично од луѓе што добиваме се највише од таа област, да кажеме, тоа највише ги интересира. Исто така мислим дека и овие, како се вика, теми како што се внатре во сончев систем, тие истражувања што ги правиме во овој пример за овие за трапез. Се тоа многу работи ние не знаеме за нив. Пример, ние сега чекаме оваа или следна година треба да се исфрли конечно прва, тоа е слика
од нашата централна црна дупка, супермасна црна дупка во нашата галаксија. Неколку тамо радарски телескопија, радиотелескопија снимале низ цела планета и се чека да се направи конечно прва, таа ќе биде нормално компјутерски генерирана, ама вистинска слика. Значи преку компјутери, реална слика. Од тоа што како податоци ќе добијат. Луѓе се заинтересирани за целата оваа проблематика и ние се трудиме колку што можеме да им приближиме. Сега, Black Hole. Сигурно кој ќе се исфали таква една фотографија, да кажеме, прошла година имавме за гравитацијски бранови. Исклучително многу посетено предавање. За гравитацијските бранови ние направивме една посебна емисија, колку беше значајно, затоа што со тој експеримент се покажа колку ја што во право. Колку ја што во право, така? Не само тоа, меѓутоа лани што открија судар на две неутронски звезди, да кажеме, па имаше многу среќна околност што неколку телескопи во исто време може да наблюдуваат, направија такви феноменални. Ја мислам дека можда во цела наредна деценија тие податоци ќе се користат за научни трудови, колку беа важни податоци и за наука, сама за базична наука, па и за астрономија направи. Ама меѓутоа за физика генерално да фатите две неутронски звезди во колизија, тоа беше фантастичен податок. Тука ја мислам дека астрофизичарите беа во рајот тие неколку дена. Како сте поделени вие во рамките на Скопско астрономско друштво? Сите сте астрономи, сите сте или се делите космологија, планети? Не, обично се поделени сме поделени групи наблюдувачи и астрофотографи. Тие сме највише поделени. Мислим астрофотографи, имате доста и изложби правите од... имавме изложби, се надам дека оваа година, по 20 години редно да се направи една фина изложба. Многу добар документарец излезе пред некоја година за сондата Voyager. Прошлата година, фантастичен, кој 40 години. 40 години и уште функционира. Па добро, дише на шкрги, ама функционира. Добро, немој на све да ми негираш. Не е точно дека дише на шкрги. Па само праќа телеметриски податоци, не праќа, нема слики, нема ништо. Значи праќа само жив. 0,2 вати стигаат од таму, од неговиот радиоизотоп. И тоа мислам дека би требало да го пофалиш, а не да го кудиме. Не, тоа е успех. Ама целата мисија е до моментот кога замина, нели, надвор од сончевиот систем, Нептун кога го наблюдува последно. И двата Voyager со сите тие проблеми, нели, да сега правиме спојлери кој сака да го гледа документарецов, е фантастичен. Треба едноставно да се каже дека тоа мисија која исклучително е добра. И тоа може само да се каже да скинеме капа на раса што го направила. Во вистински момент, во одбрана, затоа што позицијата на планети беше таква, за да може во еден налет да се покријат сите тие планети. Откритија кои ги направија тие беше само како се каже, еден тизер, едно побудување за следната мисија што дојдоа, тоа е нели Касини кој имавме на 15 септември за крај. За жал, заврши таа мисија. Заврши со тоа што ја бутна на Сатурн. На Сатурн ја бутна. На Сатурн затоа што не сака да го загадуваат генерален сончев систем, затоа што можеше да падне или на некој од месечините и за евентуалните следни мисии бидат загадени на некој начин. Се работи дека има неколку месечини кои се прилично екзотични на Сатурн и во идните мисии ќе се наблюдуваат. Енцелад е тој. Да, бидејќи има океани, подводни океани. Подповршински океани. Подповршински океани, значи замрзната површина, одоздола има океани, а НАСА не може да гарантира за потполна стерилност и би било катастрофално кога евентуално ние би загадиле некаков екосистем ако постои воопшто. И затоа они одлучија Касини да го сружат. Но Касини даде фантастични фотографии во висока резолуција. Тоа што он направи е вон сите очекувања. Значи он беше програмиран за неколку години, траеше скоро деценија неговиот прелет, така да сето тоа што ни го дадем Касини можеме слободно да му дадеме онака статус на врвна експедиција што направи НАСА, така да баш заслужи своето, американци викаат флагшип
Као Што бидна со мисијата која отиде, која го сликаше Плутон? Која не е завршено. Значи заврши своја Како истота. се викаше таа? Нови Подсети. хоризонти. New Horizon. С. Horizons. Пошто множина. Excuse moi. Добре, ајде. Да видиме до форма. Инаку ова што го видовме во моментот, дај го компјутерот мој. Ова е покажување на јадрото на галаксијата. Нашата Ова е галаксија. на нашата галаксија, на Milky Way, за која се смета дека постои супермасивна црна дупка. Не смета, се знае. Се знае, добро, се извинувам, леле, а како ме коригираш, као да сум средношколец. Сега што сака да каже, значи? Само да ни покаже, значи ова се компјутерски симулации, што, како. И ова они не е ја компјутерска, ова е гледат. вистинска слика, само што е забрзана во време. Значи ова се звездиве кои гледате кружат околу нешто што не го гледаме. И по тоа се знае Знае дека не е, да кажем, гледате ова што е многу блиску до неа, она брзо се закривува, доаѓа во најблиска точка до црна дупка и многу брзо тие брзините на движењата ни кажуваат. Имам гледано околу 7-8 документарци тие само брзините за ова. на движење на тие звезди. Околу, значи имате звезда што е многу сјајна. Да. Кружи околу нешто што не го гледам. Да го довршиме уште за New Horizons. New Horizons Па, помина продолжи поред Плутон и каде оди? и се постави прашањето што ќе правиме сега со неа. Добро. И најдоа едно тело во така наречен Кајперов појас, кое сега уште повише стана интригантно, затоа што Хабл наблюдувајќи испадна дека не е едно, него се изгледа или две тела многу блиско залепени, или многу блиско ротират едно околу друго. Тоа ќе дознаеме во 1 јануари следната година. Тоа е заседна или? Не, тоа не, се вика тело, исто има дознака, МУ, не знам таму нешто. Планета? Не, ајде да кажеме астероид. Астероид. Да. А заседна? Тоа ќе помине време. Мислим дека такви мисии уште не се ни во план. Дефинитивно. New Horizons нема да иде натаму? Не. На каде иде New Horizons? Во Кајперов појас и само ќе помине поред ово тело и мислим дека тука ќе се заклучи таа мисија. Сега за жал мислим дека тие податоци што ќе ги слика на 1 јануари до година, ние нема ќе чекаме 6 месеци, може и до година дена да ги добиеме. Баш заради тоа што ќе му треба многу време за да ги прати тие податоци, затоа што буквално бајт по бајт има да прима, да праќа, док ние ги фатиме тие податоци, исто како што чекавме и за New Horizons, чекавме неколку дена. Ние чекавме, кога помина поред Плутон, чекавме неколку дена за да добиеме оние главните слики со висока резолуција. А исто и ваму, колку што слушнав, можда година, цела ќе ни треба, пола година до година ќе ни треба Толку време ќе му треба на сигналот да ние добиеме слики од висока резолуција. Кога до Марс ни треба 20 минути сигнал, значи светлината до Марс Марс од е близко Земјата. и тие податоци ќе ги праќат, ви доаѓаат слики во килобајти, во 1000 бајти ви доаѓаат у секунда. А овдека по неколку бајти има да доаѓа. Ако се сеќавате за оној dial-up интернет. Е така, можда многу поспоро од него има да ви доаѓат. Можда 10 или 100 пати поспоро од dial-up интернет има да ви доаѓа. Ако се некој се сликате, се сеќавате, кога ќе кликате слика на dial-up интернет, па чекате со една сликачита со минути. Но најинтересно е да се back to earth е што неколку астрономи најдоа некои загубени сателити. Па дури и сигнали фатија, па ги оставија некои стари мисии, аматерски астрономи. Аматерски астрономи и кои контактираа со тие некои има еден не знам колку успеа да настават комуникација сателит кој вртеше, кружеше и они го дадоа слободно да комуницираат со него. Не може да се управува со него, но се добиваат околу 5000 сателити имате во ниска орбита. Околу 5000 сателити. Функционални. Јас зборам овие се заборавени кои мислат дека паднале и така натаму и се изгубиле комуникација, пази, од разни причини може да се загубат. При разни магнетни бури што доаѓале со Знаете што, вселенска ера не започнала, тоа е непозната територија, ви праќате во непознат терен, праќате. И една пати многу работи може горе да се случат. Може да ви оди микрометеор, може космичка бура да дојде и да ви спржи електрониката. Од сите тие тормозења при полетување, тие кабливе не биле соодветно заштитувани и така натаму. Поентата ми беше дека не може да биде здодевна астрономијата, па и на најниско ниво што може. Да, мислим дека за тој се што зборите ви баш прочитав нешто дека некои материја астрономи со многу подобра нормално, како се вика, опрема успеле да го фатат, едноставно му израчунале орбита
и виделе дека се работи за тоа, за таков сателит, и им кажале на тие луѓе што го изгубиле сателитов, дека, окей, ви го најдовме сателитов, па вие правите што сакате со него. Имаше нешто многу една, за мене, ајде за гледачите поинтересна врска со Хабл. Не знам сите кои пратат Хабл мисија, нели го пратија Хабл во Вселена, па имаше искривено огледало, па мораше да му направат диоптриски наочари буквално, да, така наречен co-star. Го испратија дефектен. Дефектен, па му исправија со наочари му, да. Буквално му ставија наочари пред камерата, ставија на едни лечи за таа корекција што беше кривата во огледалото. Криво огледало за да сега. После сето тоа мачење, пред 2-3 години им доаѓаат неколку типци од америчка војска и им кажа, слушате, ние имаме 2 хабла во нашите хангари, ама тие хабли не биле наменети за гледање во Вселена, него за гледање на Земја. Кои знаеш што гледале со нив. И им кажа, ви па вие мислите си се што ќе им правите. И сега А веќе постоја таму. Веќе постојат, америчка војска имала, значи, 2 вишок. А што мислиш што кружи горе? Кој знае сега што имаат во моментот? Па има една приказна уште дека некои амерички објаштаја се фалат дека може да препознаат дали е мачка или женска од селе. 79-та година интернетот кој беше исклучиво за комуникација помеѓу силосите нуклеарни, сметаат дека е веќе надмината и им го даваат протоколот на светот. А интернетот... измислен интернет. Океј, збори што сакаш, океј, тоа е твое, имаш право на твое мислење, јас сум аматерот кој ќе шпекулира. Сакам да кажам, напредните технологии кои милитари, апропо на ово што го викаш, кај знае какви сателити имаат они, со какви способности и резолуции, кои знае и какви мрежни системи располагаат за интервенции со вештачки интелигенции, за брзо реагирање и предупредување. Интересен факт е дека имаат 2 телескопа Хабла, 2 Хабла, да гледат вишок, што може да поклонат горе. Мислим, тоа за мене зачудувачки факт. Мислим, стварно со Хабл вие можете да наблюдувате, ја мислим, дури тоа што гледаш ти на телефон мобилен, ако гледаш, мислим дека може да нема да ти читам, барем ќе видим која марка ти е телефонот. Ти благодарам многу за гостувањето, секогаш возбудливо, секогаш интересно со тебе. Крај. Само никако не можам да натерам со овие години. Многу сте скромни како луѓе. Поздрав до целата екипа, вие сте 10 души таму. Се ротирате секоја година повеќе помалку, се извинувам. Никако не можам да донесам соговорник исклучиво за црни дупки или за некоја космологија, тоа би ми било особено драго во иднина, ако можеме да направиме. Тоа е маш со 2 ошици. Може да правиме ние муавите за тоа, ама ви кажав, проблемот е што тематика е малце. Благодарам, поздравија екипата, ви посакувам многу успех и се гледаме во следна прилика. Се гледаме и на площад 27 јули. 27 јули, ако може да шкртите си го календар, греото би било да не го видите тоа, не се случува секој ден. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.